Морам да искажам големо жалење и разочарување од одбивањето на овие 4 мои последни амандмани кои што се однесуваат за изградба на и реконструкција на локални патишта во општините Куманово, Старо Негоричане, Ранковце и Крива Паланка. Сите општини дел од североисточниот плански регион. За жал за сите овие општини владата и Министерството за финансии не сакаат да предвидат финансиски средства во делот на реконструкција на патишта. Дополнително ми беше одбиен и амандманот кој што се однесуваше за подпомогнување на гасификацијата на општина Куманово и навистина е жално кога имаме буџет од 5,5 милиарди евра, рекорден, мегаломански буџет, да не се одвојат некој милион евра за да им се помогне на овие луѓе кои што живеат во овој североисточен регион. Зборуваме за патишта, зборуваме за основна инфраструктура која што е од секојдневно значење за овие луѓе. Исто така морам да искажам разочарување затоа што се одбиваат овие мои амандмани кои што се однесуваат, како што реков, на североисточниот регион, не се доделуваат неколку милиони евра од една страна, од друга страна со ваков мегаломански буџет владата се исплаќа преку 200 милиони евра на Бехтелиенка за неизграден ниту еден метар автопат. Значи, од една страна имаме реални патишта, имаме реална потреба, секојдневна на граѓаните од овие краишта, таму не се инвестира, од друга страна имаме некаков фиктивен автопат кој што гледаме дека со месеци не се гради, а за истото државата плаќа огромни финансиски средства. За да биде парадоксот уште поголем, зборуваме за општини за кои што барам финансиски средства, кои што впрочем се наоѓаат на коридорот 8. Коридорот 8 не е само од Скопје преку Тетово, Гостивар, Кичево. Коридорот 8 е исто и Куманово, Крива Паланка и соседните општини. Мислам дека владата мораше да покаже поголема загриженост за овие граѓани и да им обезбеди колку толку пристројни средства за реконструкција барем на овие регионални, односно локални патишта. Имам амандмани уште за овие општини. Расправата се уште трае, се надевам дека нешто ќе биде прифатено. Имам квалитетни амандмани во делот на водоводната и канализационата инфраструктура за овие општини. Имам амандман за општина Куманово кој што е многу битен за граѓаните на општина Куманово, тоа е реконструкција на спомен костурницата, затоа што е запуштена и оставена да ја јаде забот на времето, се однесува на денот на ослободување на Куманово, градот кај што пукнала првата пушка и кај што сите гордо го слават 11 октомври, во тој спомен костурница почиваат коските на тие луѓе кои што се бореле за ослободување и на Куманово и на Македонија. И во моменти кога Куманово има премиер, во моменти кога Куманово има министер за внатрешни работи, мислам дека следната година, кога треба да се прослави 80 годишница од ослободувањето на Куманово, неопходно е владата да предвиди финансиски средства за реконструкција на спомен костурницата во Куманово и се надевам дека тој амандман, барем еден, ќе ми биде прифатен од сите овие кои што ги имам предложено, а кои што најголем дел, односно сите досега се одбиени. Ви благодарам.